Значи, земја која што важела и ја бие глас како земја која што била производител на храна, да станеме земја која што е целосно увозно зависна, не зборуваме за луксузни или некакви добра кои што ги користат само одреден број на граѓани, туку зборуваме за производство на храна, е навистина поразително. Еве народски кажано, наместо да јадеме струмички, патлиџани и пиперки, нашите пазари се пренатрупани со египетски, марокански, турски домати и пиперки. Зошто? Затоа што нашите или завршуваат на извоз, за извоз, или завршуваат во преработувачката индустрија. Кај нас има два проблеми. Прво, во континуитет нити една влада, независно каков модел на субвенции имаше, не обезбеди раст на земјоделско производство. Втор проблем, и тоа што го произведуваме или го извезуваме како производ кој што е за финална потрошувачка, или минимално го обработуваме. Еве кажуваме дека се иселуваат младите, се иселуваат многу македонци. Одиме во земјите каде што тие се иселуваат, таму гледаме дека дури и во урбани средини, секаде каде што има услови, секое обработливо земјоделско земјиште се обработува. Проблемот тука кај нас не е само немањето на луѓе, туку е и застарената технологија која што ние употребуваме во земјоделството. Зошто зборувам за храна? Затоа што ако зборуваме од аспект на држава и ако сакаме да направиме силна економија, ние треба да се фокусираме и да ги развиваме и услугите. Тоа значи дека тоа се гранки каде што имаме најголема додадена вредност. Но секогаш треба да имаме предвид дека основна човекова потреба е храната. Ако ние не обезбедиме како држава самостојно производство на храна, тогаш ние сме многу ранливи на вакви шокови. Субвенциите во земјоделството растат во континуитет и секоја влада се надпреварува со претходната која повеќе пари дала во земјоделието како субвенции. Тоа значи дека моделот на субвенционирање не е добар и не е поставен на основа која што нам треба да ни даде развој.